Председателя, моето процедурално обраќање во врска со член 192 став 4 од Деловникот. Имено, согласно членот 24 од Уставот, се вели дека секој граѓанин има право да поднесува представки до државните органи и другите јавни служби и на нив да добие одговор. Слична формулација содржи и членот 9 од Законот за постапување по представки и предлози, кој што вели дека органот кој постапува по представките и предлозите е должен да му одговори на подносителот. Сакам да ве потсетам дека на ден 7.10. јас како граѓанин, физичко лице, не како пратеник, туку како граѓанин, сум ви поднел предлог, односно барање за покренување граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување на задолжителен дополнителен референдум. Вие сте објавиле некакво известување до медиуми на ден 12. октомври, значи 5 дена после ова што јас ви го поднесов предлог со 750 подписи, но ова известување јас се уште како овластен предлагач го немам добиено на писмено, иако бидејќи вие милувате многу пер аналогијам да се служите, сте се повикале на член кој е неприменлив во случајов, но не и се. Еве јас се повикав на членот кој што ви го цитирав од Деловникот 192 став 4, кој вели дека председателот го известува предлагачот во рок од 3 дена. Поминати се 13 дена, јас немам никакво известување, после кое би почнале да течат, според вашето толкување, деловнички предвидените 15 дена за корекција на она што не ви се допаѓа, иако вие немате право да навлегувате во тоа дали ви се допаѓа или не ви се допаѓа формулацијата на прашањето. Па моето процедурално обраќање е во врска со ова. Сакам да ве прашам дали го пративте известувањето, дали по ГУЛОП ми го пративте известувањето, дали по препорачена пошта ми го пративте, бидејќи сметам дека не сте до толку, ајде да не употребам некој збор, да сметате дека објава во медиуми се смета за уредна законска достава. Така што прашањето ми е кога ќе го доставите и до кога ќе купувате време со оваа иницијатива за референдум. Ви благодарам.